Денеска се одржа министерската конференција, министерскиот самит на енергетска заедница во Скопје. Оваа година домаќин на министерската конференција е Македонија. Председавач на министерската конференција беше министерот за економија, господинот Крешник Бектеши. Знаете дека енергетската заедница е задолжена за легислативата и сите енергетски прашања кои што се во земјите кои што имаат желба да се приклучат кон Европската унија од нашиот регион, да биде, значи, на некој начин посредник и да помага во одредувањето и прилагодувањето на легислативата на овие земји и таа да биде, значи, прилагодена согласно легислативата на Европската унија. Денеска се разгледуваа на министерската конференција повеќе прашања од оваа област, за кои што повеќе ќе каже министерот Бектеши као председавач на конференцијата. Она што јас сакам да го подвлечам е дека енергетската заедница е исклучително корисна институција која што на регионот му даде сериозен импакт во делот на прилагодување на легислативата на регионот спрема легислативата на енергетиката на Европската унија, затоа што енергетското живење не ги почитува физичките граници на државите, него треба малце пошироко да се пристапи регионално на енергетската политика. Точно тоа се прави преку енергетската заедница. Она што е важно е дека нашите енергетски проекти кои што се за интерконекција на енергенсите со останатите земји се наоѓаат на списокот на приоритетни проекти на енергетската заедница. Тоа се проектот на далеководот помеѓу Битола и Елбасан и тоа е проектот за гасното поврзување со Грција, значи интерконекцијата помеѓу Македонија и Грција, што е еден од приоритетите на владата и истиот проект се наоѓа и на приоритетната листа на енергетската заедница, што предпоставува дека полесно ќе се дојде до финансиски средства од финансиските институции, а истовремено ќе се определат и одредени средства на грантови за изградба на овој гасовод. Практично цениме дека овие два проекта ќе направат нов импакт во поврзувањето енергетско на нашата држава со соседните држави. Знаете дека електрично Македонија е поврзана со далеководи солидно со сите останати земји во нашето опкружување, освен со Албанија. Со градењето на далеководот Битола-Елбасан ќе се оствари и оваа врска со електроенергетскиот систем на Албанија. Она што мислам дека е важно, дека енергетска заедница даде сериозен придонес во правењето на нашиот закон за енергетика, кој што беше усвоен во мај 2018 година. Сега се во фаза на изработка подзаконските акти со кои што ќе се детерминира енергетското живење во нашата држава. Практично со подзаконските акти ќе се детерминира и градењето на обновливите извори во Република Македонија. Она што сакам да го најавам и да го кажам е дека во 2019 година очекуваме интензивно градење на фотоволтаични електрични централи кои што беа запоставени во нашата држава, односно за чија пречка за нивното градење беше моменталната регулатива согласно фидинг тарифите и согласно уредбите кои што Македонија ги имаше. Сега се носи нов правилник и нова уредба кои што беа на јавна расправа пред неколку недели во Стопанската комора за сите чинители на енергетското живење во Република Македонија и после тоа истата ќе биде донесена и таа ќе предвидува да може да се градат фотоволтаични електрани и ветерни електрани во Република Македонија врз база на премиум тарифи. Со тоа очекуваме дека интензивно ќе има отпочнување на градба предцена фотоволтаични електрани до 200 мегавати инсталирана снага и при тоа државата ќе воведе нов механизам со кој што ќе им помогне на инвеститорите, а тоа е ќе определи државно земјиште кое што веќе ќе биде урбанизирано, пренаменето за тој тип на градба и при тоа, значи, ќе разговара со операторот на дистрибутивната мрежа Евана за приклучок на таквите објекти, односно фотоволтаични електрани, на кои што на една парцела може да има и повеќе инвеститори и со тоа, значи, ќе се обидеме пред се да им ги намалиме трошоците на инвеститорите од една страна, а од друга страна се разбира и да им ги намалиме маките низ административните лавиринти за добивање на градежна дозвола. Со тоа очекуваме да се оствари побрза градба и да се отствари сериозен импакт врз енергетското живење во Република Македонија. Очекуваме во рамките на овој закон да се
легислативата која што ќе биде донесена, односно подзаконските акти, да обезбедат во брзо време, во следните 2 до 3 години, изградба на 350 мегавати извор електричен, односно инсталирана снага во обновливи извори на енергија од сите области. Јас ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на енергетската заедница од Виена за целокупната помош која што ја даваат на нашата држава и да се обидеме, значи, во рамките на енергетската заедница да ги искористиме сите можности како нашата држава побрзо би се присоединила легислативно со Европската Унија и со тоа да се овозможат сите перспективи кои што ги нуди тоа за енергетското живење во Република Македонија. Мислам дека е важно да потенцираме дека со сето тоа се овозможува, значи, и развој на слободниот пазар понатамошен, односно на Деахет маркетот, на каплингот со бугарскиот електроенергетски систем, која што постапка е веќе отпочната. Сето тоа очекуваме да го заживее енергетскиот пазар во сите аспекти, значи за сите енергенси во Република Македонија. Ви благодарам. Денеска ми беше голема чест и задоволство да бидеме домаќини на Министерскиот совет, значи 16-ти поред на енергетската заедница, и сум задоволен што имавме одлични дебати, но истовремено и дискусии што се однесува до насоките што треба да ги преземеме како членови на енергетската заедница во едина. Затоа и усвоивме водич на генералните политики за целите за 2013 година од аспект на енергетска ефикасност, од аспект на обновливи извори на енергија, но истовремено и од аспект на намалување за загаденоста. Јас би сакал да ја користам ова прилика истовремено да кажам дека или да се вратам назад во времето кога ние ја преземавме председателството на енергетската заедница за 2018 година и да се посетиме, но истовремено да ја користам можноста преку вас да ги посетам и граѓаните и да споредам во каде беше Република Македонија во тоа време и каде е после една година. Значи, ние сите обврски што ги имавме во тоа време, но истовремено и споровите што беа отворени врз Република Македонија, ги завршивме на времено, заедно со кабинетот и со вице-премиерот Андјушев, и денеска можам слободно да кажам дека Република Македонија можда и водич на реформите што се однесува до обврските што ги имаме како членови на енергетската заедница. Ние ќе продолжиме да работиме интензивно за да ги исполнуваме и другите обврски што и произлегуваат од усвоените, значи, обврски денеска во Министерскиот совет, и на таков начин да направиме едно подобро енергетско живење за нашите граѓани, но истовремено и за регионот во целина. Да сакам да ја користам приликата јавно да му честитам за изборот на господинот Копач за нов мандат како директор на секретаријатот, и сум уверен дека како што сме имале соработка досега, така и ќе продолжиме. Фала. Европската комисија сега ќе се обрати господјата Меган. Благодарам. Ми представува особено задоволство што сум денес. The importance that not only the European Union attaches to the energy community, but also the reflected participation by many of our member states who come here to join. Благодарам за гостопримството на Република Македонија и на сите останати земји кои што се потписнички на енергетската повелба што денеска зема учество на овој 16-ти министерски состанок и покажа колку е важна енергетската транзиција и владењето на правото за ефикасни енергетски политики во регионот. Енергетската заедница преку енергетската повелба не држи нас сите во регионот заедно. И сето тоа е потребно за унапредување на внатрешниот и регионалниот енергетски пазар, за размена на искуствата. Зборуваме сите за модернизација на пазарите. И денеска енергетската унија, односно комисијата, го доби мандатот
за одговорно понатамошно учество во повелбата. Тоа подразбира почитување на правото за сите земји подеднакво, исто така заедничка работа на остварување на на таргетите кои што денеска беа усвоени, неколку дена предходно ја започнавме акцијата за дискусиите околу конференцијата на страните која што треба да се случи, да започне идната недела во Катовице, во Полска, околу намалување на емисиите на стакленички гасови и намалување на климатските промени. Знаете за таргетите кои што ги има самата енергетска унија? Сакам да го потенцирам потенцијалот за развој на иновативните пристапи, за развој на технологиите, истражувањето и така натаму, се со придонес за унапредување на животната средина. Битно е да се потенцира и идното јавно-приватно партнерство кое што е потребно да се оствари. И да се работи на здружени енергетски и климатски планови кои што ќе представува и обврска за земите контрактори на енергетската заедница и денеска го усвоивме водичот за нивна идна изработка. Сето ова е во интереси на инвеститорите кои што ќе имаат многу појасна идеја за тоа каде се државите и кои се нивните обврски за понатаму. Уште еднаш ја користам приликата да заблагодарам на сите држави и на земјата домаќин за денешното учество и да заблагодарам на секретаријатот на енергетската заедница за многу корисниот придонес на денешниот министерски совет. Благодарам. Честитам наравно македонским властима на свим реформама на енергетском подручју koje se sad odvijaju veoma brzo, jer prije toga, nažalost, Makedonija je dosta godina stala. Mi smo imali prekršajne postupke protiv Makedonije, a ništa se nije desilo, a sad to ide veoma glatko i brzo u bolju budućnost. I nama to puno znači, pošto vaš uspjeh je uspjeh i za nas, sekretarijat, jer mi smo tu zbog vas, da vam pomognemo. I sretni smo što možemo to da radimo u Makedoniji.